споразумението со Грција ќе придонесе кон безбедна Европа и стабилна меѓународна клима, вели демократската конгресменка од Мичиген Деби Дингел, нагласувајќи ја долгата и важна врска меѓу народот на Македонија и САД. They would be the 30th country to enter NATO. Македонија ќе биде 30-та држава која ќе влезе во НАТО. Се надевам дека како што се движиме напред, преку заедничка работа и комуникација, ќе овозможиме таа што побрзо да влезе во алијансата. Тоа е особено значајно за светската безбедност. Дингел верува дека ако државите, вклучувајќи ја и Македонија, заедно работат во коалиција како НАТО, ефективно ќе придонесат во адресирање на многу сложени прашања кои се значајни за одржување на светската стабилност. Becoming part of NATO. Со станувањето членка во НАТО, Македонија ќе работи со други 29 држави на безбедноста и на други клучни прашања. Таа е силен поддржувач на НАТО и смета дека преку заедничка работа и одговорност на меѓународна сцена, државите се посилни. А дали и како членството во НАТО ќе ја промени улогата на САД во Македонија? Еве што вели конгресменката Дингел. We have to work to educate people. Треба да работиме на тоа да ги едуцираме луѓето. Мислам дека многумина не ги разбираат предизвиците кои доаѓаат од Русија. Светот денес се наоѓа во многу комплицирана ситуација. Имаме председател кој треба да ја разбере важната улога која САД ја имаат на глобалната сцена. Треба да работиме со пријателите во Македонија и да осигураме дека председателот и Конгресот ја разбираат важноста на оваа релација. Дингел истакна дека него поддржува ставот на председателот Доналд Трамп за повлекување на САД од НАТО. Смета дека алијансата представува важна платформа да се разговара со други држави за различни прашања и за глобални предизвици, што на Македонија ќе и донесе економска стабилност и безбедна иднина.